Здраво на сите, добродојавте во уште една епизода на подкастот Истинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и досега, се моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје. Димитар Тромбевски Тромбе, сега веќе од Скопје, втора епизода поред, и нашиот Джеймс Бонд, директно од Штип, Никола Донев. Како сме, колеги? Одлично, супер. Со учење, утре полагам. И малце се одморив сега од учење. Фала. Да, едва те убедивме да дојдеш да снимиме најава за подкаста. Посветен на пишувањето на магистарска за напредувањето на науката. Да. Што полагаш? Медицинско казнено право, последен испит. Good luck. За биолошки оружје учим. Интересно. Никола, ти докаде си со учење? Знам дека и ти спремаш испит. Јас сум до секаде, Што значи никаде? Не е точно. Јас имам навика некако редовно си учам предметите, така што сега ми е ревизија. Да, ти обратно од мене, ја уопште немам навика, за жал. Ама нема да одолжуваме многу, имаме доста интересна епизода. Пред да ја најавиме нашата гостинка за денеска, сакавме да најавиме дека, нели, изборите конечно се закажаа, Мицкоски и Заев конечно се договорија на 15 јули. Така што, leading up to the elections, ќе имаме гости, се надеваме, тоест ќе поканиме гости од трите најголеми политички партии во државата. Така ќе видиме дали ќе прифатат или не, ама тоа е нашиот план, малце повеќе епизоди да имаме кога, тоест пред да се десат изборите, а за изборите, еве Никола се јави демонстрира на денот на изборите, од која ќе се заврши согласање, тројцата идеме лайв на YouTube. Може и некои гости ќе имаме, може не. Ако ништо друго, барем ќе имате можност, Никола, да го гледате исто како што е сега. Така што ќе биде ептен интересно. Во 9 часот навечер е вака со очи за сонце. Да, а Димитар ќе биде нашиот Wolf Blitzer, што загарантирано ќе биде јако, не и се. Денеска наша гостинка е Армнора Мемети. Сигурно имате видено некоја нејзина слика, поготово во претходните неколку недели. Таа е фоторепортерка и се уште студентка на новинарските студии на Правниот факултет, така што само сега ќе ве поканам да уживате во интервјуто кое што Никола и ја го направивме со неа. Здраво на сите, добродојавте назад во уште една епизода на Истинијан збори. Наша денешна гостинка е фоторепортерката, чии што слики, верувам сите веќе имате видено, а уствари не сте свесни дека се неизини. Наша колешка од новинарските студии на Правниот факултет на Истинијан Армнора Мемети. Добре ден. Здраво. Како си со оглед на тоа дека снимаме неколку дена после лидерската средба, како се чувствуваш? Па да, јас подолго време се договараме за снимање на емисијата и никако да стигнеме. Бевме, цело време сме на терен, минатиот терен, еве ја последен пат кога бев на терен беше лидерската средба. Па не е нешто посебно, само заради тоа дека треба да ги почитуваме некои нови мерки, да ни мерат температура кога влегуваме, па ако имаш температура не смееш да влезеш под 37. Така да се навикуваме. Ни стана навика веќе на овие новите правила. Да, пред да започнеме и да го однесеме разговорот, да збориме токму за тие теми, сакавме да го започнеме овој разговор со прашањето зошто токму новинарство и зошто токму направен.
Па искрено јас да ви кажам дека не бев ни запознаена за студиите по новинарство. Јас сакав да се еден ден пред да се запишам во новинарство, сакав да одам во архитектура, па дизајн за облека и после сватив дека таму има математика и ја не знам, не сум добра во математика и на крај кај ќе одам во новинарство, а сите други луѓе околу мене секогаш ми викаат такви као ти си за новинарство, а ја никогаш не се предвидев себе си во новинарство. И на крај одлучив да одам во новинарство, иако ми беше многу проблем на почетокот, затоа што нели јас мајчин јазик ми е албанскиот јазик, јас учев средно албански, основно албански, од трето оделение учиме македонски, но не е тоа истото кога ќе одиш на факултет и кога ќе имаш една поголема средина што зборуваат македонски. Ми беше многу тешко на почеток, додека се навикнав со моите колеги, тие беа многу отворени, јас за 3 месеци почнав да се чувствувам као да сум као да со години да се дружам со нив, почнав и добро да комуницирам, иако не знам многу добро, све не знам, но сепак јас се трудам. Зашто токму новинарство, кажав ви претходно дека не беше планирано тоа, само луѓето ме замислија порано како новинарка, иако бев многу бунтовничка на средно и сите ме гледа новинарка и апсолвентска кога имавме матура уствари, ми пиша Арнора Мемети Алса Тем, дека цело време организиравме протести, јас дадов изјави, цело време бев во телевизија. И сега, кога се запишав на новинарство, не сум толку задоволна и малку сум, не знам, да се вратам пак немаше да се запишам. Да, незадоволна. Дали има конкретна причина зошто или Па, ако гледаме реално, таму целата програма е за незадоволство. Значи, ја не знам некој студент од новинарство да каже дека многу е задоволен од студиите во новинарство. Како резултат на тоа, гледаме сега и бројките, колку студенти се запишани на тој факултет. Значи, таму имаме една стара програма која се води од професори од правни науки, кои кога имат слободно време се занимаваат со новинарски студенти и знаеш, ние таму сме некои деца од градинка, никој не гледа, ништо правиме, значи ние не сме важни во тој факултет. А уствари таа катедра е најважната, е седма сила од државата, значи ние немаме факултет како што треба и тоа е голем срам за нашиот факултет, затоа што најголемите капацитети таму треба да ги инвестираат, треба да вработат нови професори, да ја сменат програмата. Не можеш ти еден професор од правни науки сите можни предмети да ги предава кај студентите во новинарство. Значи тоа е катедра за греота, јас викам, и подобро кога ќе гледаш логично, подобро е да се затвори, да го нема, отколку вака да ги малтретираат студентите, еве како мене, ја 3 години сум таму и сега не ми се свигаат предметите што ги учиме, ја не викам дека треба, не знам, сите предмети да ни бидат од новинарство, само што предмети од правни науки не може да бидат задолжителни за студенти од новинарство, а предметите од новинарство да бидат изборен предмет. Значи тоа е, не знам каква е логиката на таа катедра. Значи ние цел еден семестар учевме македонски јазик и новинарска стилистика и ти после можеш да замислиш колку новинарите што завршија новинарство ни се писмени, како пишуваат македонски јазик толку добро. Да, дали например, сега ти спомна 3 години се водиш како студентка на новинарски студии на Пран, дали гледаш некоја подобра иднина за студии на новинарски, дали може да се направат некои промени и како би се направиле доколку тоа е возможно?
Па може да се направи, тоа е, јас со години барам инициатива од студентите, ако ние бараме, значи таму со години сите молчат и нормално дека ќе имаме таков фидбек од деканатот, они гледа дека немаме интерес, таму повеќето што доаѓаат се такви што знаат дека е малку полесен од другите и доаѓаат само заради една диплома. Но има од друга страна, еве пример, нашата катедра, нашата генерација, ние пола сме веќе вработени, значи ние бевме толку многу заинтересирани за студиите, но сепак, знаеш, со еден човек не можеш ништо да направиш. Ако одам, пример, јас и да се жалам, нема никој ни во предвид да ме гледа што барам јас. Мора е да има една таква иницијатива или ако не треба да бидат, еве, веќе ако во сите држави, значи, новинарството или е факултет посебен, или е во филолошки факултет, само кај нас е направен факултет. Јас, ако треба, пример, ако треба стварно, ако се загрижени толку за новинарството, или треба да се отвори нов факултет, кај што ќе има, не знам, односи со јавноста, па новинарство и многу други катедри што се поврзуваат со новинарството, или да оди таа катедра во филолошки факултет, барем таму знаеме ке учиме 4 години македонски јазик и новинарска стилистика. Искрено не гледам никаква иднина. Еве оваа година се 7, другата година ќе бидат 4, па после неколку години ќе се затвори, а најмногу сум разочарана од нашите стари колеги затоа што никој не се занимава со нас. Еве гледам организираат, не знам, трибини со студентите на новинарство. Дали сте биле, јас ги прашувам, дали сте биле некогаш во катедрата за новинарство, да ги прашувате студентите дали ви фали нешто или само секогаш сте расположени да зборувате за нив. Значи не можеш ти да зборуваш за една катедра за која врска немаш што се случува таму. И разочарана сум од нив затоа што они нас може да ни помагат во однос на ова. Да, и сега кога збори за како студиите на новинарство се уствари што се дешава таму, како тоа се рефлектира во самата положба на новинарите во државата и како влијае врз квалитетот на новинарството во државата, која еве ова година рече и ти самата имаме 7 запишани студенти на новинарство. Повеќе не знам, се не можам да зборам у бројки, ама голем дел од новинарите кои што сега се новинари, сигурно немаат завршено новинарство. Па не, има некои постари новинари, сите се студенти од таа катедра. Ако зборуваш со нив, ќе ти кажа точно и кои професори биле и колку подобро било тогаш отколку сега. Ама, еве, сега рефлексија од тоа каква ни е катедрата, ти е и бројката. Пример, еве, имам студенти од нашата катедра кои завршија пред мене, имаат све 10-ки од сите, све 10-ки или имаат све положено и се вработија и сега не можат да се снаоѓаат. Нормално дека не можеш, затоа што еве имаат клучен проблем, имаат проблем со правописот. Значи, не може новинарска стилистика, македонски јазик и новинарска стилистика да се учи една година. Новинар си, цел живот ќе пишуваш, значи мора тоа 4 години да го има и плюс други предмети кои се клучни за ти да бидеш новинар. А особено за теренот, да не зборувам, затоа што ние немаме никаква пракса во нашиот факултет, имаме едно радио, како се сеќавам, тоа беше активирано од нашата катедра, инаку порано немаше интерес никој ни таму да работи, и сега нема, и таму се води цело време радиото од некои постари колеги, од мојата генерација. Баш за ова сакам да прашам за пракса, бидејќи еве сега ние започнуваме студентски медиум, ама немаме, освен еден колега кој што е од новинарски студии, нема ни интерес од студентите да ни се приклучат. Зошто е тоа така? Па ја ти реков, немаат затоа што еве повеќето таму се запишуваат бидејќи било полесно. Не дека стварно ја сакаат таа професија или се наоѓаат таму. Затоа и нема. Плюс, пример, еве, ние сме државен универзитет, можеме да имаме соработка со МТВ, можеме со радиото, со сите, значи да имаме соработка, ама нашиот факултет нема
никаква идеја како тоа да го направи. И најлошо тоа е што не се бара тоа од студентите, еве од вакви незаинтересирани студенти. Со оглед на тоа дека најголем дел од јавноста тебе те знае преку твоите слики, и како што те јавите си фоторепортерка во неколку медиуми, мислам имаш работено. Така што откаде таа првична желба за фотографирање првично, па подоцна како фоторепортер? Искрено, првиот уредник кој почна ме ориентираше кон тој пат, го сретнав кај нас на факултет. Една професорка го донесе него како гостин да ни предава, Бранко Геровски да ни предава. Имавме неколку часови со него. Па после тоа јас од прва година паралелно и работам и студирам, и тоа многу добро ми влијаеше до сега, затоа што не е тоа истото, особено ние што немаме предмети за новинарство, значи најтешкото е тоа што ти воопшто не учиш за новинарство и кога излегуваш на терен се соочуваш со нешто сосема друго. Јас работам од прва година и сега во втора година се сретнав со уредникот Бранко Геровски. Он ми даде понуда да работам кај него, јас и порано сликав. Секогаш сум сакала да сликам, само никогаш не сонував да бидам фотограф, затоа што фоторепортерството е многу скап спорт и не може да секој да сонува за тоа. И ја не ни сакав да сонував, сакав да станам новинарка, ништо повеќе од тоа. И исто кога работев во еден медиум, таму освен што пишував текстови и ми дадоа еден апарат, цело време го носев со мене и сликав. После некое време добив понуда од гостинот предавачот што ни беше кај нас, кој побара да работам кај него и јас не му дадов никаков одговор. После пак продолжив да работам како новинарка и не ми се свиѓаше атмосферата на работа кај што почнав да работам и му пишав на него дали важи понудата да бидам фотограф и он рече да. И од тогаш, значи од 2018 до сега работам и знаеш секој пат кога зборувам за новинарството и за фотографијата ги спомнувам две луѓе. Првиот е Бранко Геровски кој ми помогна да влегувам во фотографијата и вториот е Насер Селмани, бившиот претседател на ЗНМ кој ми беше уредник, со кој работев 9 месеци и кој ме учеше да пишувам. Супер. Во неколку наврати досега од тебе имаме видено неколку серии на фотографии, вклучувајќи твое искуство од грчко-турската граница, ако сум во право за бегалската криза. Какво тоа искуство да се биде на терен, затоа што најголем дел новинарите може да седат во канцеларии и да пишуват, а дека вие сте на терен и всушност гледате и сликате што се случува посебно со бегалците кои што се во една поделикатна состојба. Па гледај, мене многу ми е жал кога гледам новинари како седат и пишуваат од канцеларија, додека еве пример се случува нешто во Косово, ние седиме и од тука пишуваме. Значи еве кај е Косово, можеме да одиме да имаме слики од таму. Истото се случи и со Турција. Значи јас не беше ни планирано да одам, ја отидов таму со мои средства и секогаш бев таква кога ќе се јават од редакција, веќе ја имам слики и им пуштам. Истото беше и со Турција, значи они подолго време веќе планирано беше да оди некој, ама не се знаеше кој. И јас веќе стигнав таму, им пуштив слики и после сватија дека имаат репортер таму. Значи не треба да чекаме, еве Турција кај е, за 7 часа стигнавме таму. И тоа е многу добро искуство за мене, затоа што еве ние не можеме да чекаме само тука да се случи нешто па да излегуваме да сликаме. Тој за мене како млад фоторепортер е многу поразличен терен. И грчката и ова мигрантската криза, исто и земјотресот во Драч. Тие ми беа малку поразлични терени кај што треба да излегуваш и да се снаоѓаш, затоа што мене ми беше прв пат да бидам на таков терен и цело време бев таква. Кога ќе се вратам од таму, се мислам што уствари треба да правам друг пат, да не сгрешам, што треба да поправам. И тоа стварно ти помага ако ја сакаш таа професија и сакаш да продолжиш со таа професија.
може би као повеќе за искуството со бегалците и мигрантите на граничните премини, као зошто беше различно искуството и нели што е оно што ти остави впечаток во интеракцијата со нив? Затоа што еве пример тука кај нас кога беше бегалската криза, ја не ни бев тука, бев во Германија тогаш и не ни работев фотограф и немав искуство со тоа кога беа протестите за шарена револуција, па нели имаше после насилни протести, а ниту во еден таков терен не сум била и целото што јас го направив за овие години беше да сликам настани по што се случува во земјата и повеќето беа политички настани и викам дека е малку поразличен затоа што кога отидов таму, затоа дека викам сликањето е прето емоцијата, дека нели ние сме луѓе, можеме да реагираме во тоа, таму имаше многу тажни сцени и јас уствари се убедив дека стварно е така и дека треба ладнокрвно да се однесуваш во такви моменти. Еве пример имав едно дечко кој еден дечко таму што беше 11 годишен, го изгубил семејството меѓу толпата, значи таму имаше многу голема толпа на луѓе и плачеше. Јас требаше по него да одам и да го сликам. И сватив тогаш дека го имам постигнато тоа да ми биде сликањето пред емоцијата, но сепак кога се враќам дома, кога ги едитирам сликите, се враќам во себе. Значи, кога излегувам на терен сум армнора со апарат и кога се враќам дома сум само армнора и можам да реагирам емотивно. И тоа е, знаеш, многу поразлично искуство од овие настани што ги имавме тука, затоа што, еве, таму има и немири, почнуваат да се тепат со полицијата, па треба да знаеш како да се браниш, и ако ние немаме воопшто, немаме поминато такви тренинзи, пример, немаме ни заштитна опрема, а не тренинзи да поминеш такви. И со такви настани, мислам дека ќе се навикнеш, ќе се научиш како да се однесуваш друг пат кога ќе одиш. Го спомна земјотресот во Драч и земјотресите кои се случува во Албанија, па така додека се спремав за интервјуто, прочитав негде дека имаш кажано дека целото тоа искуство било поразлично и необично за тебе. Зошо е тоа така? Тоа ми беше првиот терен која излегов надвор од државата и исто ми беше и како со мигрантската криза, само што таму бевме малку по ризичен терен беше, затоа што не можеш да знаеш откај дали може да ти падне некоја зграда. Ти сликаш цело време блиску до војската, полицијата, сите беа таму. И јас тие два терени до сега што сум била и ги сметам како поразлични, затоа што ново искуство, не е тоа што ние го правиме тука. И плюс дента кога тргнав таму, прво искуство ми беше, добив толку многу пораки да ме прашуваат како сум, не знам, значи и мојата околина чувствува дека тој е многу поразличен и ризичен терен. И така го сметам за малку затоа што гледав таму луѓе, тела безживотни, како ги вадеа, ти треба да ги сликаш нив. И тоа е нормално дека не е како овие досегашните терени. Да, не знам, ние од кога имаме направено подкаст, секојаш кога нешто ќе се деси, нешто ново се случува, дали во светот, дали во државата, имам некоја желба да седнеме и да снимиме подкаст токму за тоа. Дали кај тебе, сега кога гледаш дека нешто се случува, дали кај нас или во соседството, прво нешто што ти иде на памет, сега дека веќе подолго време си некој кој што оди на настани и слика, репортира од истија настани, дали првото нешто кога ќе видиш дека земјотрес во Албанија се случува или нешто се случува во државата, дали првата помисла ти е мора да одам таму, мора да известам таму? Мене колегите од Слободен печат, тие постарите секогаш ми вика, браво, вика, ти си таква што не чекаш да ти кажат оди, ти веќе таму си и праќаш слики. Зависи од настанот, пример, јас не возам, немам кола и ограничена сум.
ограничена сум во однос на средствата, затоа што ако одиш во Турција треба да имаш повеќе пари, ако одиш и во Албанија да одиш треба да имаш пари повеќе. И ние сме во однос на тоа сме многу поограничени. Или ќе одиш со твои средства, или нема да прифати никогаш редакцијата да одиш, затоа што тука кај нас се навикнати да седат во канцеларија и да пишуваат што се случува во Албанија, без да биде таму. Значи, пишуваат со copy-paste новинарство. Тоа е новинарството кај нас, а не дека јас не сакам. Јас сакам секаде, еве, блиску кај нас, зашто да не се оди во Косово, во Србија. Блиску се, не можеш да седиш во канцеларија. Тоа не е нас работа. Не можеш да пишуваш за нешто што не го гледаш и не си бил таму. Со оглед на тоа дека нели моментално имаме као пристап до скоро сите фотографии и целиот свет, на неколку наврати ти се соочи со тоа, нели, твои фотографии да бидат преземени без да ти дадат кредит. Така што, според тебе, колку се вреднувани фоторепортерите кај нас? Мислам, ти дефинитивно допре на некои работи овде, но малку по-специфично околу особено авторските права и така и други. Па секогаш, еве, јас пример сум млада фотографка, но моите колеги постари цело време имаат проблеми со такви луѓе што им ги крадат сликите или ги користат за вести, такви кои ќе им пишуваш дека треба да ти платат хонорар, се однесуваат као да се твои другари. Знаеш, кај нас не го сваќа тоа дека ние од тоа живееме и мораат да ни плаќаат за авторското право. Не е тоа сликањето како они што мислат. Излегуваш, uzimаш еден апарат, излегуваш на улица, правиш една слика и толку. И ја објавуваш за секој да може да ја земе слободно. Еве, баш и денеска реагирав за сликата која беше користена за промовирање на туризмот. Значи, толку многу фотографии имаме во државата што сликат од таква категорија, што прават такви слики, за на крај да оди, пример, владата и Министерството за економија да земе слика од некој фотограф од, не знам, од светски фотограф, да земе без дозвола, да ја стави сликата и додека имаме кај нас домашни фотографи кои во сред кризата немаат никакви, не знам, и на нив им е бизнис тоа. Може да земат фотографија од некој наш фотограф и да го плаќат и сред кризата да имаше еден фотограф, еден мал хонорар. Но тоа многу зборува колку кај нас ги ценат фотографите. Или ти пишуваат цело време дали може да ја користам сликата, ама никој никогаш не те прашува дали треба да плаќам јас за ова. Значи, ние такви сме научени, имаме еден таков менталитет што не можеме да го смениме. Можеби ќе ни треба многу години за да сватат на крај дека и фотографијата е професија. Да, мислам дека малце алудираше на тоа, дали од фотографирање или фоторепортерство може некој да преживее во Македонија? Па зависи, стварно, еве, имаш досега многу фотографи што се откажа од оваа професија затоа што многу ниски плати земаат кај нас. Ако не работиш и за некоја друга агенција, ти не можеш да стигнеш до крајот на месецот да преживееш. Затоа фотографијата е професија кај нас која е пред исчезнување. За неколку години нема да имаме ни фотографи, затоа што таква е ситуацијата. Секој втори човек кај нас има, секој втори граѓанин кај нас има портал. Секој втори крадат слики. И ти нема да имат они потреба за фотограф да вработат. Ке дојде времето, освен пример овие малку по професионалните медиуми, они стварно плаќаат фотографи, имат нивни авторски слики, но сепак и тоа еден ден новинарите ќе почнат, мора да научат да сликат со телефон и нема да имат потреба за сликање со апарат, освен за весниците, но весниците веќе се пред исчезнување и тие. Значи, како одат весниците, така ќе одат и фотографите од оваа држава.
Да, ова се дел од паризиците. Јас сакам за уште нешто да те прашам кој се однесува делумно на ова. Мислам дека пред некоја недела или две имаше статус напишано за колку медиумите уствари се спремни за да се справуваат со криза. И би те прашал, например, еве сега одиш на терен, независно дали е сега во моментов поврзано со коронавирусот или на протести или на земјотрес или на било што, дали твојот медиум за кој што или тој те праќа или ти известуваш за нив, дали ти воопшто имаш некоја поддршка од нив и дали е безбедно уствари за тебе, дали ти е права да ти биде безбедно за ти да можеш и да одеш да репортираш од таму? За среќа, јас имам таква редакција кои се грижат за секој детал да бидам јас безбедна кога одам на терен. Цело време ми се јавува уредникот дали имаш ракавици, да дојдеш да земеш маски, значи толку многу се грижат. Додека од друга страна има некои редакции кои не се спремни, значи ни маски не им дават. Треба новинарот сам да обезбеди маска за да излезе на терен. Значи реално нашите медиуми не се спремни и не беа спремни никогаш за никаков настан. Еве сред протести насилни новинарите, нашите репортери известуваат со обична облека во место кај што може да те фрлат со камен. Немаат ни хелмет, ни ништо нема. Значи тоа е најголемиот проблем кај нас, затоа што медиумите немаат никаква опрема за да им дават на новинарите или на фоторепортерите за да излезат да известуваат од надвор. Затоа и повеќето од насилни протести имаше некои повредени новинари кои завршуваат во болница и никој никогаш ништо не зборува за тоа и завршува таа тема таму. И тоа е голема одговорност. Самите медиуми треба да мислат на нас, на репортерите, затоа што ние не можеме да знаеме што ќе се случи кога ќе излеземе на терен. Сега за пандемијата е друга тема, затоа што излегуваме на терен, имаме ракавици, све што треба, освен ако треба да влегуваме во некоја, јас како што влегов во инфективна, па што бев еден ден со брза помош на терен кај луѓе што се заразени со ковид и бев таму, опремата ми беше дадена од институцијата, ама не е дека немаат и редакциите таква опрема. Зборот ми е за тоа дека ако зборуваме за други настани, ние воопшто не сме спремни. Еве кога беше за Монструм, ми кажуваат колегите, затоа што и таму тогаш јас не бев, ми кажуваат дека сите репортери што доаѓале од надвор од земјата биле сите со опрема, со заштитна опрема. Само нашите кај нас известувале со штикли, пример новинарки на таков терен. Значи не е тоа, има и известувањето, има еден кодекс на облекување. Не можеш да знаеш, одиш сабајле на работа и не можеш да знаеш што ќе се случи до вечерта. Така да треба секогаш да бидеме спремни и ние, па и редакциите. Го спомна твоето искуство дека ти беше во ефективното одделение, истовремено и беше еден цел ден помина со брза помош. Како беше атмосферата на ефективно одделение со оглед на фактот дека се наоѓаме во пандемија? Тоест, како искуство да се гледа сите тие луѓе таму што се неефективно, некои од нив се на вентилатори и едноставно како се чувствуваше додека ги сликаше можеби за некои последните моменти од животот? Јас реагирав и цело време на Facebook затоа што барав повеќе од 2 месеци да ме пуштат на инфективна.
не знам зашто тоа беше проблем и после сватив дека владата почна една PR агенда своја, емисии своји, пресконференции своји, кога на крај излезе ситуацијата од контрола, сватија дека не можат без седмата сила и мило ми е што сватија и ги почна да ги пуштат медиумите да видат што се случува, да ние да им пренесеме на граѓаните што се случува внатре во инфективна и уствари да ги спасиме од тие фейк ньюс што ги храни, од тие неколку медиуми што го храни народот со фейк ньюс. Затоа што ние имаме пола од народот ни е медиумски неписмени, не може да препознаваат оние што е фейк ньюс и што не е. И на крај мило ми е што они сватија дека не можат без нас и не повика да одиме да влегуваме на инфективна. Искуството од инфективна е посебна приказна, затоа што јас таму бев еден час со еден друг фотограф, заедно влеговме, имавме толку многу заштитна опрема, значи бевме многу по-безбедни таму внатре отколку надвор. Сликите од таму се трудев цело време да ги објавам на таков начин за да не ги откриам идентитетот на пациентите. Имаше и такви пациенти кои ги живеат последните моменти и стварно имаше потреба за таква галерија од фоторепортажа во мојот случај од инфективна, затоа што народот се уште не верува дека таму имат луѓе. Јас на почеток кога не ме пуштија, мислев дека има нешто што кријат, што не пуштат таму, но на крај испадна дека фул е таму. Имаше, значи бевме во првиот спрат кај што беа луѓето кои ги чекат последните моменти за да прогласат победа со пандемијата, ги чека последните моменти за да одат дома и бевме и во другиот спрат кај што имаше луѓе кои последните моменти ги живеат и ние ги сликавме како се трудат лекарите да им помагат, да им го улеснат последното дишење. И бев толку од друга страна беше и една позитивна приказна затоа што таму се водеше една борба меѓу лекарите и пациентите. Значи таму сите заедно се охрабруваат меѓу себе. Таков однос меѓу лекарите и нив, значи толку многу се грижеа еден за друг. Еве ги гледавме и некои изјави од пациентите кои викаат дека цело време ги слушаат другите дека не се добро, им викаат на лекарите одите кај другите луѓе затоа што ние сме добро. Значи таму имаше, не знам, посебна приказна е тоа што јас го видов тој ден во инфективна, особено го спомнав и делот со скафандерот, значи јас бев облечена со две пара на раквици, 2 капи, скафандер, па во нозете, значи све по 2 имав облечено од заштитна опрема и таму седев повеќе од 1 час и толку ми беше тешко што не гледав веќе, не можев да сликам и тешко за дишење и пред мене имав луѓе што седат цел ден таму и што ја носат цел ден таа опрема, заштитната опрема. И јас намерно го спомнав во текстот затоа што стварно беше многу тешко да се носи тоа и треба да бидеме благодарни за тие луѓе кои работат цело време таму внатре и се грижат за тие пациенти. Дефинитивно и ти самата рече проблем е не само и кај нас, насекаде во светот, кои што постојат луѓе што не веруваат и тоест им веруваат на тие вести кои се фейк и секогаш кога ќе видиме што слики, што стори као твојата репортажа, од една страна е доста жално и навистина тешко за гледање, од друга страна е добро што постојат таквите слики и таквите стори за оние кои што не веруваат и мислат дека Бил Гейтс позади сето ова и сака да ни чипира, дека луѓе на вистина се мачат со ова и треба посериозно да се свати целата ситуација. Ја мислам,
може уште многу да збориме. Јас сакам да те прашам как знам кога се договаравме со Никола, кога се договараше, дека едно време помина и во карантин, во изолација. Дали тоа влијае после од која излезе, дали тоа влијае на начинот на кој што ти самата се однесуваше додека повторно одеше да сликаш од ситуации кај што може да бидеш exposed до вирусот? Па ја и статус пишав као не бегајте од нас што влеговме на инфективна, затоа што побезбедна се чувствував таму внатре отколку надвор. Јас надвор кога бев во изолација, бев на терен кај што има луѓе што со позитивни што биле, а јас сум била само со една обична маска и ти не знаеш дали тој човек со кого имал контакт, дали стварно дали е позитивен. И секој пат тебе, пример после изолацијата, пазам сега каде се движам, помалку контакти, оди сликаш и завршува таму, не мора да се има контакт со луѓе што се во настанот. Но има и освен тоа има и помалку настани, веќе повеќето не ги викаат медиумите, само единствено ако се случува некој настан како лидерска средба со Пендаровски и таму не мора да се оди. Они праќаат само слики во однос на сликите и видеата. Но сепак треба да се пази. Еве тука каде што влеговме, бевме фул опрема имавме за да бидеме најбезбедни. Додека се движиме надвор, ние сме најнебезбедни, не знаеме со кого имаме контакт. И тоа не прави малку да бидеме повнимателни кога се движиме на терен. Затоа што не знаеме, можеме да одиме да се заразиме, после цела редакција да ја заразиме и да се затвараме сите дома. Да, и некој последно прашање кој би те прашала е поврзано со темите на кои што зборавме. Како твојата рутина се смени со почетокот на пандемијата? Тоест, сигурно немаш одредени часови денот кој што работиш, па како е тоа чувство да секогаш си на повик и не знаеш кога си слободно, не знаеш кога може да спиеш, кога може да станеш? Па еве, на почеток имаше полициски час и почнавме таква еуфорија, полициски час, ќе излегуваме да сликаме и јас првите денови толку празно се чувствував, као немав што да сликам, изгледаше дека сум излезена во 3 на вечер да сликам и нема жив човек надвор. Па после почнавме да се навикнуваме на тоа, почнавме да работиме сите од дома, освен мене и уредниците, главниот уредник и јас, ние немаме заменици таму и мораме да бидеме цело време на работа. Почнавме да работиме, значи све е сменето, јас се навикнав на тоа, не одиме на работа, друго е кога стануваш сабајле и знаеш дека те чека едно работно место и треба да бидеш во 9 на работа. Сега стануваш и не знаеш што ќе сликаш, треба да мислиш од вечерта што ќе сликаш. Све е сменето во однос на фотографирањето. Не знам за новинарите, они имат малку, може да прават теми, да одат во канцеларија, ама ние како фотографи седиме дома или излегуваме да сликаме на терен и чекаме евентуално некој повик од новинари, од редакција, што им треба нешто специјално да се слика. Да, и мислам, сигурно немаш ни време да не слушаш, ама секоја епизода ние ја завршуваме кога имаме гости, ја завршуваме со тоа што го прашуваме гостинот, да ни даде некоја препорака за што би можеле да правиме во моментот. Може би потешко ќе биде за тебе, бидејќи нонстоп си на терен, ама еве, ако не можеш да ни препорачаш, не знам, некој филм, серија, книга или било што, може да ни кажеш најдобра камера или нешто така за некој што би почнал со фотографирање. Јас сакам да им препорачам на младите да имате што повеќе млади во емисијата,
да ги кажуваат нивните мислења, а за младите фотографи кои сакаат да бидат фотографи, кои што имаат кои што скришно сонуваат како јас за фотографија, да не се откажуваат од тоа, затоа што еден ден ќе излезе некој, еве како мене, мојот уредник што ми даде рака и на нив ќе им даде рака и тој ден ќе дојде, само да не се откажат од тоа. А за добри камери, за почеток е доволно да се почне со една камера. Јас со телефон почнав на почеток, па после добрата камера ќе дојде сама. Фала ти Мора за издвоеното време и за убавиот разговор што си го направивме, па се надеваме дека кризава за скоро време ќе заврши, па може и во живо да ни дојдеш на гости. За останатите, очекувајте ги новите епизоди секоја среда и недела, поготово кога имаме англиски гости, и секако не идете у кладилници. Фала и на вас, и мило ми е многу за разговорот и се извинувам вака што требаше подолго време да планираме, па за крај денеска да се реализира ова. Ништо, тамо не